Здраво, ова е бонус издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збирна в први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е продолжението на серијалот посветен на филмските великани, а ова издание ќе биде наменето за најквалитетните филмови на Спайк Ли. Секој месец се обидувам да си допуштам да погледнам еден маратон на еден од светските великани. Во март ја имав таа привилегија да се навратам на ликот на интелото на Спайк Ли, фамозниот Муки, од кого изгледа 23 долгометражни филмови, без да ги погледам последните негови 3 остварувања кои ми беа свежи во сеќавање затоа што ги издаде во изминатите неколку години. Некои од нив ме вратија во детството и разбудија спомени од носталгијата, а некои од нив не сум имал можност да ги погледнам во минатото и ми представуваа нови откровенија, со кои ја пополнив дупката на филмови кои ги снимили, но неговата филмографија е обемна и се уште има документарни дела кои не сум ги погледнал и се надевам дека некогаш во иднина ќе може да им посветам внимание и на нив. Тоа значи дека некои од неговите филмови ќе бидат фаворизирани за разлика од други, кои ми оставија посилен впечаток во ова гледање. Некои со текот на времето се станати уште поактуелни, а други го имаат загубено силниот ефект, но воопшто не се занемарливи. Селекцијата на 5 негови филмови нема да биде шаренолика, напротив, ќе биде сконцентрирана околу една периодизација на неговата кариера, кај што сметам дека има направено култни остварувања во кои најефективно го применува градењето на стилскиот израз. Овој избор не е зацементиран, напротив, во овој пресек на време одредени остварувања сметам дека имаат повисоки естетски вредности и доаѓа до израз препознатливиот филмски печат на авторот. Гордиот бруклинец и закоравен фан на Нью Йорк Никс оди на факултет за да има пристап до квалитетна опрема за да може да ги снима неговите филмови. Ја искористува можноста да обработува погледи на животот на афроамериканци и да ги представува проблематиките пред се кои им се блиски. Не само помеѓу расите, туку и помеѓу припадниците на истата раса, приложувајќи ја детеријацијата на црнечката заедница, допирајќи до домените на криминалот и сиромаштијата, како и проблематичните меѓуполови односи и постоечката омраза во мешаните бракови врски, како и обидот за белеење на црнци или поделбата на црнец од куќата и црнец од полето. Тој разработува родова политика, не само расна, прикажувајќи го соодносот и проблематиките на машките и женските ликови. Тој е еден од предводниците на New Black Film Wave, односно радикалните автори кои се појавуваат кон крајот на 80-тите години, планирајќи од независната филмска индустрија, автор кој го има убедувањето дека филмот мора да биде финансиран по секоја цена, пробивајќи се со филмови со ниски и средни буџети кои стануваат култни филмски остварувања, кои ден денес неуспешно се копираат и се оди по неговите изодени стапки. Joe's Bad Style Barbershop We Cut Heads е магистарскиот филм на Ли, подпомогнат од колегите од факултет Англи и Ернест Дикерсон, за кој добива студентски Оскар. Култни се и рекламните видеоспотови за Nike, кај што глуми заедно со Майкл Џордан. 40 Acres and a Mule Filmworks се нарекува неговата продукција. Во почетоците на кариерата често се појавува во сопствените филмови, глумејќи споредни ликови, а во подоснежните престанува со таа практика, но никогаш не се отклонува од потребата на Final Cut на делото, односно го има последниот збор за неговиот филм. За еден джоинт на Спайк Ли ви е потребно двојно доли, кај што ликот е ставен на платформа, која што е повлечена со платформата на самото доли, така што се повлекува заедно со камерата, создавајќи впечаток не баре ликот е повлечен кон судбината која го повикува и води, или доживува надреален миг во реалноста себе осознавање, некаков си вознес. Неретко во негов џоинт се крши четвртиот зид, затоа слушајме внимателно кога ти зборувам за Спайк. Тоа го прави режисерот за да воспостави директен контакт со гледачот, да го фокусира, односно задржи вниманието за ангажираните теми кои ги разработува. Неговиот соработник на првите филмови Ернест Дикерсон исто така експериментира со поставеноста на камерата, кадрира од низок и висок агол за да долови надменост или деградација на лик, а доловува свет надвор од оската на својот баланс со помош на холандскиот тилт.
Тој исто така употребува филтри за доловување на унифицитарна боја, најчесто работи со сатурирани нијанси и колорит и употреба на силен контраст во дадени ситуации за да се долови поделеноста на светот. Хиперпродуктивен е овој режисер денес, има снимено речиси стотина проекти, со оглед на тоа што режира по неколку филмови во текот на годината, работи и рекламни музички видео спотови на Шака Кан, Трейси Чепман, Public Enemy, Брус Хорнсби, Майкл Джексон, Майлз Дейвис, Филис Најман, Naughty by Nature, Arrested Development, како и играни и документарни филмски остварувања, така што никогаш нема да пресуши неговиот извор за вадење на теми за дискутирање. Тој инсистира денешниот црн режисер да се обиде да влезе во мејнстрим културата и таму да ги наметне прашањата за проблематиките кои ги разработува, за да допре пораката до поширок аудиториум, отколку да останат делата во рамките на независниот филм и неговата мала публика. Го оменува гледачкото искуство со помош на флешбек во друг формат или пак вметнува друг жанр во една творба, како што беше случајот со музичката точка во School Days, например. За прв пат се појавуваат во неговите филмови Хали Бери, Джианкарло Еспозито, Бил Нун, Дени Ајело, Семюел Джексон, Џон Тортуро, Рози Перес и во нивната младост може да ги забележиме Дензел Вашингтон, Весли Снайпс, Мартин Лоренс, Лоренс Фишбурн и многу други. Тие имаат слобода да си поиграат со римите во неговите диалози или да го скрши филмот со едно кратко интермецо, обраќање кон гледачот, неваре сведочиме на брехтовски, односно постмодерни потфати. Shit. Во документарните филмови, па и во играните, употребува голема доза на архивски снимки, за да се впрегне паралелата со реалноста и реферира култни остварувања, дали се чевличките од Оз, или Љубов и омраза од Night of the Hunter, или пак Ким Новако од Вертиго, или може би има Рашомонова перспектива од различни ликови. Што и да правите, не го именувајте црниот Вуди Ален. Судејќи дека е лутешко, верувам дека уште му е налутен на Вендерс за тоа што беше изгласан Sex License видеотейп за победник на Кански наместо Do the Right Thing, година кога Driving Miss Daisy има Оскар за најдобар филм. Спайк има почесен Оскар, но не верувам дека имаат наградите некое поголемо значење или релевантно за него, ниту по добивањето на Оскарот за најдобро адаптиран сценарио за Black Klansman. Ја започнува кариерата со сексуална фарса, а потоа снима филм за факултетските расни касти, пред да ја истражи расната тензија во Бедстај во најтоплиот ден во Њујорк, па го овековечува животот на идолот на младите афроамериканци. Во 90-тите сметам дека ги создава најквалитетните остварувања, кај што со тоа што го прикажа животот во Бруклин, направи една диагноза на општеството и расната нееднаквост. Како што се менуваше позицијата на афроамериканецот во општеството, така и се менуваа неговите филмови, па во 2000-тите зачекоруван во територијата на мејнстрим блокбастерите, кој ги первертира со зачинување на неговата експлорација на расниот судир. Снима дела кои се посветени на овековечување на травматичните мигови од колективното искуство, како што се ураганите или 11 септември. Спайк често заборава дека расисти може да бидат и афроамериканците, но тој смета дека расизам наметнуваат тие што ги диктираат законите, спречувајќи го прогресот на индивидуите врз основа на раса. Тој смета дека расизмот е институционален. Композиторот Били е неговиот татко, кој во почетоците му помага околу музиката на неговите филмови, а подоцна Теренс Бленчард ја презема таа улога. Во филмовите може да се забележи и неговата сестра во главните улоги. Поборник е против денешната cancel култура на исклучување на филмаџи кои поради сексуалните обвинувања не им се дозволува да снимаат. Тој не сака пасивни филмови, туку ја користи можноста да проговори за одредена проблематика и да го провоцира гледачот да излезе од комфорт зоната. Откако ќе ги изгледате филмовите на Ли, останете и со погледнување на одјавната шпица, затоа што секогаш има дополнителни снимки од филмот кои умее да ги протне по неговото завршување. Разбудете се, започнуваме. На петто место се наоѓа Малколм Икс од 1992 година, филм за лидерот на афроамериканците Малколм Литл, кој завршува за решетки како ситен криминалец, кај што го открива учењето за исламската нација, која го спроведува откако ќе излезе, смогнувајќи патешествие до Мека и предводејќи го својот народ на протест против узурпацијата на нивните права.
Биографски филм со епски пропорции кој е идол на многумина и поради тоа се граничи со неговата глорификација и величење, меѓутоа Спајк си само задава задача да го хуманизира неговиот лик, односно го прикаже човекот позади легендата со сите своји маани и доблести, во што успева. Без разлика на 3,5 часовното време траење, животната сага непречено тече и го задржува вниманието со градењето на ликот на активистот. Невозможно ми е да го замислам Малком да го глуми некој друг актер, затоа што сраснат ми е во сеќавање Дензел како најадекватен избор за да се оживее овој лик на платно, лик од чијашто моќ да влијае врз луѓето се плашеле властите. Ернест Дикерсон и во овој филм си поигрува со аглите на снимање и колоритот, како одминуваат годините и созрева ликот на Малком, а Теренс Бленчард епохата ја надополнува со соодветниот звучен пандан. Во сцената во која една белка ја нуди својата помош за решавање на црнечките проблеми, Малком ја трга на страна и посочува дека нема што да им помогнат белците на црнците во борбата за нивните слободи, што е една од многуте игнорантски расистички догми до кои се поклонува авторот. Секоја помош е добро дојдена, но секоја помош од белците доаѓа и со своја цена. Покрај Дензел, Анджела Бесет, Делрој Линдо и Алберт Хол си го наоѓаат своето место во филмот. Прекрасен и исцрпен портрет за еден лик, кој го вклучува неговиот однос со религијата, фамилијата и народот, следбеникот кој станува лидер, кој да не се базираше на постојачки човек од реалност, би се одвествувал во корпусот на протагонисти од делата на Спајк, драстично поквалитетен на приказ отколку во One Night in Miami. На четврто место е Jungle Fever од 1991 година, филм за една табу врска која се воспоставува помеѓу богатиот и женет црн бизнисмен и неговата секретарка која е бела. У филмот се прикажани сугестиите од страна на најблиските кои ги споделуваат нивните погледи со протагонистите, кои им солат памет какви реперкусии ќе има нивната неодобрена врска во заедницата. Иако времињата се менуваат, одредени либерални погледи се возможни само на хартија, а не во реалноста. Филмот на веш начин ја разработува расната проблематика со предизвикување на размислување за стереотипите и евентуалната можност за нивно надминување, или секоја мешана врска е осудена на пропаст. Весли Снайпс и Анабела Скјора се нестудените љубовници, модерните Ромео и Јулија. Се отвараат повеќе поддействија и се впрегнуваат многу клишеа во филмот, меѓутоа со цел за да се продискутира за невозможностите со кои се соочуваме, диктирани од предрасуди. Џон Тортуро и Самуел Джексон се појавуваат во ова дело во спорени, но впечатливи улоги, а младата Хари Бери го дружи Джексон додека се предава на наркотичната зависност. Ернест не се отклонува од потребата да се поигрува со левитирачки кадри од Кран, а духот на 90-тите е доловен и со облеката и музиката од оваа доба за да се потенцира одвивањето на оваа рудиментарна проблематика во модерно доба. Премногу значаен филм, кој е страшно релевантен денес и затоа успеа да се дотурка до листата. Верувам дека доколку би го гледал од некоја друга доба животот, би се запрашал можеби дали му е местото тука, но од денешна перспектива и тоа како вреди да се дискутира за проблематиките кои ги отвора ова дело. Силно подпирање на стереотипите за убавата бела жена и корпулентниот црнец, не само што не се апликативни во денешницата, туку се лимитирачки и за разбирање на индивидуата и за смогнување на заемништво. На трето место се наоѓа He Got Game од 1998 година, филм за средношколец кошаркар Jesus кој го глуми Реја Ален, за кого се заинтересирани не само факултетите, туку и професионалните кошаркарски тимови, и тој се наоѓа на еден животен крстопат, не знаејќи каде да ја продолжи својата кариера и дали да се подпре на квалитетно факултетско образование. За да биде дилемата поголема, се појавува на сцена неговиот татко, глумен од Дензел Вашингтон, кој го ослободуваат од затвор само за да го разубеди да се запише на факултет, за да биде намалена неговата затворска казна, која ја ослужува поради убиство на неговата сопруга. Многу користолюбиви ликови се појавуваат во животот на Jesus, кога ќе го забележат потенцијалот да заработуваат на неговиот грб, односно на неговиот талент, како лешинари што се привлечени од мртвото тело. Така и далечните на Jesus стануваат блиски, кога ќе намирисаат можност за збогатување. Ниту еден од советите не е добронамерен, туку себичен. Одлуката е сепак негова. Под севкупниот опортунизам се крие еден
притаен филм во кој треба да созрее Джизус, кој нема водилка во животот, посебно кога мора да се соочи со проблемите, наместо да ги пролонгира, и тежината на опростувањето и зближувањето се значаен дел од филмот. Човечката димензија е разработена на многу полиња, иако се посочува символиката на силниот колорит како одраз на нечие ветување за моќ, за да се потхрани алчноста под слава. Филмот е сосема повпрегнато кадриран од Елен Куреси и Малик Хасан Саид, но и нуди контраст од неколку експлицитни потфати. Да го пофалам и Бери Александер Браун, кој секогаш знаел како да ги дозира делата на Спайк и да направи интересно течение во нив со засебни амплитудни скокови за да го разбуди заспаниот гледач. Паралелите со A Man Escaped и Shawshank Redemption за Дензел се директни. Зачеток на сите јами во кои западнуваат богатите и славните. Филмот сум го гледал многу пати на телевизија како мал, секогаш кога ќе сум го начекал да се емитува, сум го гледал до крај. Дали поради кошаркарската пресметка, дали поради хуманата димензија и животниот крстопат, не знам, но и денес кога го погледнав пак, забележувам дека е едно моќно остварување кое не ми е само носталгична временска капсула, туку вонвременско дело во кое еден син и еден татко трагаат по загубениот заеднички јазик. Филм кој сведочи за многуте десинтеграции на црнечкото семејство. На второ место се наоѓа Mo Better Blues од 1990 година, филм за Блик Гилиам, джез трубач, глумен од Дензел Вашингтон, кој донесува сомнителни одлуки за неговиот приватен и професионален живот. Именно тој го предводи неговиот квартет, кај што е во постојан судир со младиот саксофонист, кој не престанува да солира и сака да го присвои светлото од рефлекторот за себе, глумено од Весли Снайпс. Тоа раѓа нездраво соперништво кое ќе го уништи пријателството и бендот. Музиката за трубачот зазема примарно место, а се друго е секундарно, што е потрага по перфекционизам на кој се склони сите уметници, но по која цена? По жртвување на приватниот живот. Неверен е овој лик, како што беше протагонистката во She's Gotta Have It, но кога ќе се соочи со последиците на неговиот егоизам, ќе го погледне животот низ друга призма. Не се идолизирани и безгрешни ниту машките, ниту женските ликови, туку се грешници и смртници кои носат одлуки и ги снесуваат нивните последици во филмовите, нали? Поврзаноста со ликот на Giant, глумен од Спайк Ли, е неспорна за Блик, но тоа пријателство останатите го гледаат како животна кочница за просперитетот на трубачот. Ернест ја пренесе слободната форма на импровизирањето на джезот во Косите агли и двојното доли во самиот филм. Од гледањето на ТВ на мали години ми остана во сеќавања евокативните сцени од прологот и епилогот, во кој повикано беше момчето да си игра со другарчињата наместо да вежба на инструментот, ама името Майлс ништо не ми значеше како мал додека јас го гледав филмот, а денес и тоа како ми менува контекст, не само тој, туку и севкупната музика која се свири, која многу повеќе почитувам, слушам и разбирам. Ma Rain is Black Bottom е една избледена варијација на оваа тема, но ја нема содржајноста и суштината, без разлика на социјалниот ангажман на музичарите. Со сосема други очи го погледнав овој филм од оваа перспектива и затоа е толку високо рангиран. На почесно место се наоѓаат David Byrne's American Utopia, 25th Hour, Summer of Sam, Gather on the Bus, She's Gotta Have It, Black Klansman, Girl 6, School Days, Crooklyn, She Hates Me, Inside Man, She-Rock, Clockers. На прво место се наоѓа Do the Right Thing од 1989 година, кој е филм за најтоплиот ден во Бедстај во Бруклин, кај што населбата изгледа сосема поразлично од минатото. Италијанската пицерија е обиколена од афроамериканци, синот на собственикот, Дени Ајело, глумен од Џон Тортуро, е заљубен во афроамериканците, кои не се толку црни, иако сака да ја прелоцирал пицеријата од населбата, а татко му Сал смета дека е сраснат дел од заедницата. Тој ден Джианкарло Еспозито, кој глуми ликот на Bugging Out, ќе започне провокација за тоа зошто нема врамени црнечки славни личности во пицеријата, ќе провоцира и Радио Рахим да се приклучи и ќе започнат физички пресметки кои ќе ескалираат во фрлање на првиот камен,
односно канта за ѓубре во пицеријата, и јазикот на насилството ќе се плати со крв. Времето ништо не му може на филмот, што е и добро и лошо. Добро е затоа што е релевантен, лошо е затоа што е релевантен. Расизмот е болест која што уште иницира немири и пресметки, уште зема своји жртви, без разлика дали се викаат Радио Рахим или Џорџ Флојд. Расната дискриминација ровари и ден денес. Наместо да го слушнат советот на радиоводителот глумен Самуел Џексон да олабават, тие си ги лечат фрустрациите. Територијално присвојување, полициска бруталност, ароганција, реваншизам. Привиден соживот заменет со латентен расизам кој неизбежно е да доведе до немири кога зборот ќе загуби својата функција. Дикерсон и Браун си имаат надминато себе си во одоловување не само на жештината во кадар, туку и градирањето на тензијата која некаде мора да експлодира. Ова беше бонус изданието на дигиталната архива Видеологија, посветено на изборот на 5 најквалитетни филмови на Спайк Ли. Доколку ви се допадна, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!